Обвинителката не ги набавила медицинските документи за загубата на плодот на Наташа Димитриевска. Наредбите за вештачење не биле целосни за утврдување на повредите. Обвинетиот не одговарал за кривичното дело, не укажување помош на лице во сообраќајна незгода. Ни за пропусти кои ги направило обвинителството беа запишани во представката која денеска ја поднесе во Советот за јавни обвинители сопругата на загинатиот во сообраќајката кај Млечен. Разочарана од судот, повторно излезе да ја бара правдата кај надлежните. Судот му пресуди условна казна на виновникот, иако делото според неа било сторено со умисла, со оглед дека на местото на незгодата свртил лево, иако е забрането, има знак и две дупли линии. Откако ќе биде спроведена постапката, согласно законите, да ја разреши од должност на јавен обвинител, обвинителката Снежана Бундалевска-Ѓорѓиевска од Скопје, која што на некој начин ми го доуништи животот на она што веќе ми е останато. Правдата на судството не ја виде ниту Гоце Попев, чија сопруга беше прегазена 2017 година пред Министерството за култура. Несовесното и бескрупулозно возење наплаќа животи. Со солзи во очите Попев раскажува за случајот, кој во рацете на надлежните се влечеше цели 3 години. Жртвата беше прегазена од комбе за дотурна роба, чиј возач возел во рикверц. По овој немил настан телото на сопругата на Гоце, пожарникарите го извлекуваа цели 4 часа. Неодамна семејството Попеви доживеа уште една загуба, овој пат загуба на правдата. Судот излезе со ослободителна пресуда за виновникот. Животот денеска, сум го рекол и друг пат, во Македонија стана мода или хит, да човечкиот живот е најефтин артикл кој може да се најде во градот и во републиката. Гнев и неверување кај Димитриевска и Попев поради пресудите за луѓе кои одземаа човечки животи. Велат ке се борат за праведност до крај.